Majko mila, stani pred čovjek. Zašto mora da stanam? Stani da zameti devojčevo. Stani bre, tatko, stani da zametam. Če metiš utre, čisto si je tuka. Lele, da sednem. Da vidim kako bilo sedenje. Arno bilo, zato ti ne stanuješ. Dobro, ne ti je sram? Od što? Nije ti je sram, dreček, da staneš, da porabotiš nešto, kako site luge, liči li vaka cel den da se sedal. Čekaj, mori žena. Jaz i da sakam da stanam, dušata ne mi saka. Ne mi dava da stanam. Taka mi je poarno. Taka, da si sedam, tutun da si motam, sete da si pijem tutun. I ima me nekoja para šostana od tatka, ke jadime, ke pijeme i ke si terame. A koga će nema? A koga će se doći, a? Dobro, ti znaš, ali ne znaš deka parata na parata se vrti. Stani kako si te luge zavrti, nekoja para, nekoja trgovija, nešto kod da živeme, kako si te luge što žive. Dede, ostaj me da si teram ke ilde. Taka mi je uvod, taka si pram, tutun ke si motam, ke si pijem, ke si jadam, ke si pijam. Kerko, odi me ti nadvor. Kamenjano, kamen dušo, koja beše moj tamaka. O, dobar den, prijatelje. Aj, dobar da ti vidi i tebe den ovaka so kamenja da nosiš. Prijatelje, ti ubo si go naredi životot. Leka, poleka, op go naredi. Gi naredi kamenjava za denecka, za životot. Ima da se redi, duri si živ. Zato taka si jet. Aj. Znaš za ovo što dojdov? Kaži šo, Arno, ja znam, a aj kaži. Mi dojdov da ti pobaram, da mi dadeš nazajem troja parički. Će vratam. A, nazajem, veliš? Da ti kažem ja ovde dva zbora, da ne sluša drugi to, ili prijatelji smečunki. Aha. Ti beše čorbađisko dete. Vama od koga? Така, татко ти остаje kuća magaza. Dogramadžijski dukjan ti ostaje, ama na tezgeno treba ti nikad. Rabota saka be, Georgije, rabota. Misliš ba dijela redam ovde kamen. Slušaj me. Mora da poraboti za da zemiš pari. Slušaj me, prijatelje, seja ja što ke mi ti rečam. Jaz dojdov kaj tebe pari da baram, a ne Ako беше за си имам јас колкува да сакаш. Туку пари ми требаат. Лели, не можеш да ми даеш толкова. Ајд со здравје. Ајд со здравје. Кај дојде в куќи пари да ми бара, па уше и ми се развика па. Знаеш шо, Ѓоргија? Камен од срцево понога ќе ми падне кој ќе си појдеш одовде.
Гледаш? Вака со иглата, вака кончето од озгора, јо, пак, ете и не гледам веќе, не гледам. А ти голема си веќе, не се малечка, треба да ги знаеш овие работи. Учи се. Па ги знам, мамо. Така. Треба нешто друго да ми кажеш. Така да си ме жива, да знаеш. Вак. Но реко што те гледам да не си малку метката на таткото ти, а? Не. Не, дай Боже да не си. Така. Ево. Ми се јадите, дури ми се лај. Дај нешто да јадам. Да јадеш, а? Ага. Па нема. Како нема? Нема. Се изеде се дојаде. Се парчија парите од татката. И сега нема јаде. Абре, жено, знаеш што ми рече оној Петре? Ме гледа и ми вика, Ѓорѓија, работата е красота, а мрзата е гнасота. Тој мене. Тебе ти вели така, Токму тебе кај те најде. Ете, тоа се мислам И ја. што мислиш, зошто тебе ти вели така? А не знам, така му дошло на човек. А друго нешто уште да не Ми каже и друго. Вели вака, Ѓорѓија, кој што те гледам, ти како што си по работата, демек не те бидува многу за работа, има чаре и на тоа, вели. Ке појдиш, вели, Света Гора. Та кауѓер ке се сториш. Таму работа ич нема. А јадење, пиење, колку да сакаш. Сега имало, требало некоја метанија да се направи на Бога, колку редо да се стори, ама јадењето и пиењето секој пат ти се на масата. Ете така, вели. Ти знаеш дека за ова Господ може да те казни. За ова што го велиш. Отуде што велам? Разбираш или не разбираш? Што веламе? Како што велиш? Ами, знаеш што сум решил јас сега? Ти во торбулето да ми ставиш троа лепче, па јас да си кинисам Света Гора, да си земам стапо и кауѓер да се сторам. Па, кини се, Ѓорѓија. Кини се, ако сакаш да кинисиш. Велиш торбулето со лепче, а? Па, ако ќе ти го приготвам, бич гајле да се даш. Така. Галиба, стигнав. Еве го манастирот. Хајде, сега да прикаснам троа, па да влезам во манастирот.
ке ме да го јадам овој леп? Кога во манастирот јадење, пиење, имам колку да сакам. Да го оставам тука во гармушката, да белки пилците ќе го изедат. Така. Опа, па. А сега, да кинисам за манастирот. Хајде. Почека, угере! Добар ден, пријателу. Што така наваму? Слушај, очека, угере, јас сум една многу напатена, измачена душичка, па сум решил на Бога да му се посветам. Каугер да се сторам. Молитви, метании ќе чинам, чунки чинам така е најарно, ха? Ќе го викнам игуменот, ќе го викнам. Кажи, брате, што пат те нанесе овде? А си решил на Бога да му се посветиш? Сум решил, оче игумене, како не сум решил, затоа и сум дојден. Сум решил да му се посветам на Бога. Каугер да се сторам, метании, молитви на Господа да му чинам. Имаш фамилија, деца, жена? Не, немам никој. Сам сум си јас. Изнамачена, изнапатена душичка. Нели е така? Ајде со мене. Ајде.
И шо вака бе, браќа кауѓери? Шо вака трпезава, а? Ави, јас дојдов тука калуѓер да се сторам. На Бога да се предадам, саде молитви и метании да чинам. Шо е ова? Брате Ѓорѓија, да ти кажам ако не си знаел. Сега сме сирната недела. Недела пред велики пости. А после друго ќе биде. Шо вака бе, браќа кауѓери? Шо софрава денеска вака, а? Епа, брате Ѓорѓија, денеска е чисти понеделник. Од Бога е даено само по една поскора и вода. Оти почнаа великите пости. Аман бе, браќа. Шо е пак сега ова? Епа, брате Ѓорѓија му дојде редот. Денеска се крене и лебот. Од денеска натаму до Великден јадење нема. Те бре, оче, ќе изумреме од глад вака. Не бери гајле, брате Ѓорѓија. Од пости никој не умрел. Од јадење се умира. Бре, од јадење се умирало? Море, ме вие меот, та дури ми се лај, ми се квичи. Ќе ти помини и тоа, брате Ѓорѓија. Нели му правиш молитви и метании на Бога, тој ќе ти даде сила и ќе те крепи. Не можам дури ни метании ни молитви да правам. И толку сум гладен, ме вие меот. Што ми требаше оваа работа, в манастир да дојдам, кауѓер да се правам, на Бога да се предадам. Ами,
Ако останам тука, јас од глад ќе си умрам како пес. Туку. Утре са бајле, уште пред да станат другите кауѓери, да си го земам стапот и вид виделија од тука да ваќам. Оди вака, готов сум, ќе умрам од глад. Боже, прости ми. Знатно лепше, ржаниче, тука што ми те фрли. Абе, лепни од крмушкава, да уплашиме, да се расплачам како новороденче, како дете голомече. Овчарко! Ела бе, овчарко. Зошто ти е овој камен, бе? Да го отепам песот. Зошто, бре, да го отепаш? Како бе, зошто очека уѓере? Знаеш ли што ми направи утро тој пес? Пред да тргнам, си зедов едно парче леп и си го кладов во турбичево, за да си јадам горе, со овците. Арно, ама, јас задремав и песот го зел и го изел лебот. И сега јас што да правам? Да останам без јадење? Ќе го тепам. Бре, овчарко, чекај, бре. За тоа ли да го тепаш песот, бе, остај го, не го земај на душа. Туку слушај ме јас што ќе ми ти кажам. Ти ќе го земиш песот и ќе го однесиш Света Гора, во манастиро, кај кауѓерите, па ќе го оставиш таму. Па тој самиот од глад ќе си умри. Па некако има Госпо на душа, заошто ти да го носиш на душа? Разбра ли не разбра, а? Татко, ти си? Јас сум.
Мајко, татко се врати. Си дојдов. Зашто? Ќе ви кажам нешто. Од сега за натаму сум решил да се ватам за работа. Старите муштери ќе си ги вратам, дуќанот ќе го разработам. Тревата од тезгето, ќе ја тргнам. Море, што пара ќе спечалам. Чорбаджија ќе се сторам, чунки парата на пара ќе оди, вака ќе правам. И да ви кажам уште нешто. Петре имал право што ми рече. Мрзата е гнасота, а работата е красота.